Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро од Кавадарци, од студиото на радио Глас на надежда. Денеска сме петок, 28 јануари. Утрово во Кавадарци е ведро, но многу студено. Преку ноќта рано наутро беше -8, а се чувствуваше како да беше -12. Сега моментално е -6. Температурата ќе се качува, но сепак се уште е студено. Релативно студени вечери и утре имаме овде на овој дел од Македонија. Имено и во другите делови на Македонија е студено, според прогнозата што ја гледам и денеска, ќе биде од -7 до -2 во западните делови, во Скопскиот регион -6 до 9 степени, Комановскиот од -8 до 6, најтопло ќе биде секако доле во Гевгелија, -1 до 12, Кавадарци од -6 до +7, Пелагонискиот регион од -8 до 5 степени и Охридскиот од -5 до 5 степени. Претпладне се умерена до значителна облачност, освен на запад, каде ќе превладува сончево време. Попладне облачноста ќе се намали и вдолж поврдарието и во источните делови ќе дува слаб до умерен северен ветер. Така да се уште имаме студени утра, но во текот на денот, значи температурата ќе се подобрува. Утрешната прогноза вели дека сончево со мала до умерена облачност и потопло попладне од запад ќе се прошири зголемена облачност. Кон крајот на денот и во текот на ноќта претежно во западните делови ќе има локални врнежи од снег, а понекаде во пониските места врнежите ќе започнуваат како повремен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен до северо-западен правец. Така да и утре температурите ќе одат нагоре, но веќе таму од следната недела, понеделник, вторник, ни се најавува нов снежен бран, па ќе ја пратиме прогнозата и ќе видиме како ќе се одвиват работите. Денеска, односно утрово, сонцево изгре во Кавадарци во 6 часот и 48 минути, а ќе зајде во 16 часот и 43 минути. Пред нас е викенд, значи сабота и недела, каде што верувам ќе има време да се одмориме, но што се однесува до воздухот во Кавадарци, според мерната станица, таа покажува и ни дава податоци дека воздухот утрово во Кавадарци е екстремно загаден. Така да вие кои немате потреба да излегувате, седете дома, вие кои имате потреба, ставите си шал или маска, затоа што, според овие податоци, воздухот е екстремно загаден. Се надеваме дека во текот на денот ќе дувне малку ветер и ќе се пореметат тие честички кои се отровни за нас и ќе имаме чист воздух. Што се однесува до Автомото Сојузот, почитувани гледачи на Македонија, ни се дават следниве податоци дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено со попретежно суви коловози. Нема засега врнежи, интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Внимателно возење и понатаму прилагодување на брзината, соодветно према условите на патот, бидејќи посебно во градските средини се случуваат многу жртви, сообраќајќи овие денови загинаа 2 луѓе од Скопје, една девојка која поминувала на пешачкиот премин. Затоа да ги отвориме очите без разлика што имаме предност како пешачи да застанат возачите со своите возила, но на жалост се случуваат и такви трагедии. И во помалите градови, по големите градови, на жалост не се почитуваат сообраќајните правила како што треба. Сите ние сме на еден начин учесници, дали како пешачи или како возачи учествуваме во сообраќајот.
Може да отворите страницата, веб страницата, почитувани гледачи, на Автомото Сојузот на Македонија. Тука се поместени и цените на горивото, кои вчера исто така се променија во Македонија, цените се одат нагоре. Може да ги видите цените на горивата и во другите држави соседни од Македонија, така да слободно посетете таа веб страница и ќе ги добиете сите информации како на дланка, што се однесува и до граничните премини од македонска страна. Овде се назначени дали има застој или не. Вие кои секако планирате да патувате, мора да имате и тест, ПСР тест или антиген тест за излез од Македонија и за влез во Македонија. Вие кои сте странци, значи такво е правилото за сега кај нас. Мора да се има тест за влез и за излез. Оние кои се вакцинирани, тоа не треба да го покажуваат. Ете, тоа се денешниве утрински информации, сервисни за вас, почитувани гледачи. Одиме сега да отпочнеме со една убава христијанска песна, а потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо ова наша утринска програма која се емитува секое утро, секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Вчерашната емисија, според шемата што ми ја дава овде Facebook страницата, ја следеле во повеќе држави во светот. Од Македонија секако имаме повеќе градови, каде што гледаноста е поголема. Еве имаме исто една група од Штип, од Неготино, од Струмица, Куманово, Ново село, Велешко имаме доста,
Бугари имаме доста гледачи кои не пратат. Чаир за пофалба, навистина имаме една огромна група на луѓе, а секако Кавадрици е на прво место. Што се однесува до земјите, како што спомнав, Македонија најмногу не следат, потоа Бугарија, Србија, Хрватска, Германија, Босна и Херцеговина, Франција, Америка имаме, Австрија, Грција, Бугарија, Холандија. Секако, ова ви го кажувам и го читам онака како што Facebook го регистрира, бидејќи ова емисија се снима, почитувани гледачи, и ќе може да се гледа и на нашиот YouTube канал Радио Глас на Надежта и на Facebook страната Радио Глас на Надежта. Така да гледаноста уште поголема, бидејќи на некој да им одговара овој термин наотро, но како е да е, емисијата може да се следи и како снимак во другите делови од денот. Продолжуваме, почитувани гледачи, ние да ја следиме денешната програма, наред се капки на мудроста и приказна за деца и за возрастни. Еве кои капки на мудроста ги приготвив за ова утро. Животот ни го враќа само оно што го даваме на другите. Ќе повторам, животот ни го враќа само оно што им го даваме на другите. Личната среќа е невозможна без среќата на другите. Повреди ме со вистината, ама никогаш не ме теши со лагата. Тие твои празни зборови не вредат ништо. Покажи се за да ти верувам. Не се расправај со будала. Луѓето можеби нема да ја воочат разликата. Во љубовта треба да знаеш да не ја пречекориш дозволената брзина и да не се паркираш на погрешно место. Љубомората е броење на туги срекни моменти наместо броење на своите. Љубомората може да го направи на несреќен и најбогатиот човек. Среќата секогаш изгледа мала кога имаш во рацете, но испушти ја и ќе ја видиш низината големина. Задоволниот човек има се во изобилство. Задоволниот човек има се во изобилство. Еве што е лесно во животот, а што е тешко. Лесно е да бидете впишани во нечи именик, тешко е да бидете запишани во нечие срце. Лесно е да судите за грешките на другите, тешко е да ги признаете своите. Лесно е да зборувате без размислување, тешко е да го задржите јазикот. Лесно е да го повредите оној кој ве сака, тешко е да ја излечите таа рана. Лесно е некого да повредите, тешко е да молите за прошка. Лесно е да поставите правила, тешко е да ги следите истите тие правила. Лесно е да следите победа, тешко е да го признаете поразот. Лесно е да сонувате секој ноќ, тешко е да го остварите секој сон. Лесно е да се водушевувате на полна месечина, тешко е да ја видите и другата страна. Лесно е да уживате во животот секој ден, тешко е да живеете со вистинските вредности. Лесно е да ветувате, тешко е да ги исполните ветувањата. Лесно е да кажете те сакам, тешко е да го покажете тоа секој ден. Лесно е да направите грешка, тешко е да учите од грешките. Лесно е да плачете за изгубената љубов, тешко е да ја задржиш. Лесно е да мислите на подобрување, тешко е да тргнете во акција. Лесно е да се молите секоја ноќ, тешко е да го пронајдете Бога во молитвите. Лесно е да примате, тешко е да давате. Лесно е ова да го прочитате, тешко е да го примените. Еве тоа беа денешните капки на мудроста, почитувани гледачи. Одиме сега да ја проследиме утринскава приказна за нашите најмали, но и за нас повозрастните, бидејќи во секоја порака, во секоја приказна има порака за секого, па и за нас. Жртвата на Едвард Спенсер. Така е насловот на ова наша утринска приказна. На 8 септември 1860 година, некаде во 2 часот после полнок, еден брод по името Леди Елгин бил разбиен од силната бура на езерото Мичиген.
Na brodot imalo okolo 300 patnici i ekipaž. Во непосредна близина се наоѓало училиштето, односно универзитет. Студентите од училиштето формирале спасувачки екипи, но дури и тие не можеле да ги спасат сите луѓе од давење. Еден од студентите бил и Едвард Спенсер. Тој бил познат атлет и искусен пливач. Кога пристигнал на самото место, иако брановите биле силни и водата студена, Ед без двумење се фрлил во водата и решил да ги искористи своите атлетски способности за да спаси што е можно повеќе давеници. Веднаш штом ќе извлечил некого до брегот, повторно се враќал во езерото за да спаси други луѓе. Дури кога веќе бил преморен и исцрпен, не сакал да се откаже, бидејќи имал решено да го даде најдоброто од себе си. Таа вечер Едвард успел да спаси 17 луѓе пред самиот тој да се онесвести од премореност. Овој негов напор го чинел неговото здравје. Поради премореноста и исцрпеноста, тој повеќе не можел да се надпреварува како порано. Станал полуинвалид со ослабнато тело, кое лесно се исцрпувало и заморувало. Години подоцна, еден човек решил да го посети Ед во Феникс, Аризона, во неговата мала кукичка на крајот од градот. Подсетувајќи го на храбриот подвиг со кој Едвард спасил 17 луѓе, посетителот прокоментирал дека сигурно одржува врска со повеќето од нив и дека редовно го посетуваат и му искажуваат благодарност во спасувањето на нивните животи. Ед молчал неколку секунди. Додека посетителот го очекувал неговиот одговор, забележал како солза протекнува по неговиот образ. Конечно, Едвард успел да ги прибере своите чувства и одговорил: ниту еден од нив никогаш не се врати барем да ми се заблагодари. Почитувани гледачи, навистина ова е жалосно. Ниеден од тие 17 луѓе кои биле спасени благодарејќи на пожртвованоста на Ед не нашол за сходно да дојде или да му се јави, да му каже: ти благодарам, фала ти за твојата жртва. Какви сме ние како луѓе неблагодарни? Брзо го забораваме она доброто. И ове 17 луѓе не нашле ниту еден момент да го посетат, бидејќи ова момче, еве како што читавме, се разболело од прекумерна работа, односно се дал себе си таа ног, бил целиот исцрпен и станал како полуинвалид. Затоа, ако некој ни направи добро, ништо нам не ни чини, не ни кошта да му кажеме: фала ти за твојата жртва. Во историјата на човештвото беше изведена уште една голема спасувачка операција. Може би не си свесен за тоа, но и самиот ти си вклучен во таа спасувачка операција. Ти и јас и секој друг човек се дави во една духовна состојба наречена грев. Библијата вели: сите сгрешија и се лишени од славата Божја, Римјаните 3 глава 23 стих. Заради неговата љубов за нас, Бог го испратил својот син Исус Христос за да не избави од гревот, зашто Бог толку го засака човекот, односно го засака овој свет, го даде својот единороден син и секој кој ќе поверува во него да не загине, туку да има вечен живот. Исус го дал својот живот, Исус е дал себе си, почитувани, да не избави од глибот на овој грев, од гревот на овој свет. И затоа наше е да му заблагодариме постојано, секој утро, секој вечер, да му благодариме на Бога за таа голема жртва што небото е платило за нас. Да бидеме ние радосни, срекни, не на ова земја. На ова земја радост и среќата е релативна, се менува, меѓутоа да бидеме за секогаш срекни и радосни еден ден кога Исус ќе дојде и ќе ни подари нов живот, вечен живот. Тоа беше утринската порака, почитувани гледачи, сега одиме со песна, а потоа повторно ќе се вратиме во нашата програма. Thank you.
Одиме со нашата програма и понатаму, почитувани гледачи, следува рубриката Утринска порака од Библијата. Денеска пораката носи наслов Бојно поле. Читаме во Ефесијаните, 6 глава, 12 стих. Секој утро читаме делови од оваа глава, зашто зборуваме за Божјето оружје кој ни стои на располагање. Зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобта. Овој грешен свет станал бојно поле на најголемиот судир за кој жителите на универзумот и земските сили некогаш имале прилика да посведочат. Тој бил одреден како сцена на кој се одигрува големата борба меѓу доброто и злото, меѓу небото и пеколот. Секое човечко битие игра својата улога во тој судир. Никој не може да остане на неутрално тло. Луѓето мораат или да го отфрлат, или да го прифатат од копителот на светот. Сите се сведоци или за Христа, или против Него. Христос ги повикува оние кои стојат под Неговото знаме, како предани војници да се вклучат со Него во борбата, така што можат да го наследат венецот на животот. Битки мора да се водат секој ден. Голема борба се води околу секоја душа, борба меѓу кнезот на темнината и кнезот на животот. Ти како Божјо орудие треба да му се покориш нему, за тој со твоја соработка да може да ја планира, насочува и води битката која се води околу тебе. Кнезот на животот стои на чело на своето дело. Тој треба да биде со тебе во твојата секојдневна борба со самиот себе, за да останеш верен на начелата. За страстите кои ќе се борат за превласт, да може да бидат сузбиени со Христовата благодат. За ти да можеш да бидеш и повеќе од победник во оној кој не љуби. Исус има целосен преглед на бојното поле. Тој ја знае силата на секое искушение. Тој знае како да се соочи со секоја неволја и како да те изведе од секој опасен пат. Бог сака да има еден народ кој копне по добри дела, кој одлучно се спротивставува на изопаченостите на оваа дегенерирано поколение. Вооружени со силата на божествената помош, припадниците на тој народ ќе излезат како победници од секој искушение. Со посредство на возбудливи реклами и заводливи написи, непријателот може да се обиде да влие на нашите сетила и да ги наведе на нечисти мисли, но тие ќе бидат толку обединети со Бога и со светите ангели, така што од сето тоа ќе излегуваат како ништо, да не гледаат и да не слушаат. Тие пред себе имат задача која никој друг не може да ја изврши. Наместо нив, задача честно да се борат во добра борба на верата и да стекнат вечен живот. Младите може да бидат толку цврсти во начелото за сатаната да не може да ги заведе од вистинскиот пат и со најсилните искушенија. Еве, слушнавме пораката и коментарот за утро, почитувани гледачи. Текстот го најдовме во Ефесијаните 6 глава 12 стих. Значи, нашата борба не е против тело и крв, како што вели апостол Павле, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови. Значи, ние не се бориме против властите, не се бориме против луѓето, туку против поднебесните духови на злобта, а тој е сатаната и со сите негови демони кои застанале, на жалост, на негова страна кога се случила таа голема војна горе на небото, кога Господ повеќе не можел да ги трпи, да ги толерира отпаднатите ангели кои застанале, 1/3 од небесите суштества застанале на страна на ѓаволот. И денеска тие не лажат, и денеска тие не провоцират, денеска тие се во служба на ѓаволот, но Бог има многу повеќе ангели, Бог ги испраќа своите ангели, добрите ангели, позитивните да не чуват на сите наши патишта. Така пишува во псалмите Давидови. Овој грешен свет станал бојно поле на најголемиот судир, за кој жителите на универзумот и земските сили некогаш имале прилика да посведочат. Тој бил одреден како сцена на која ќе се одигрува големата борба меѓу доброто и злото, помеѓу пеколот и небото. Значи, почитувани гледачи, денеска постои борба за ум. Кој ќе управува со нашиот ум? Дали Бог
ili satanat. To zavisi od nas. Na kogo nije, kemu go dademe presulut na našto srce. Da li na Boga ili na satanata. Satanata je loš gospodar. To je uništova. To će te uništi so razni bolesti, a Bog će te izleči. I zato da se pripušti mi deneska našte misli, našte planovi, sve ono što go pravime da bide na strana Gospoda, odnosno da bide vodeno od Božjo duh. Svi ti vi koji sakate da izučuvate Biblията, почитувани гледачи, и да ги читате овие текстови од Светото писмо, можете тоа да го сторите и преко нашата дописна библиска школа, што сега ќе ја видите рекламата, значи онлайн, кај што можете на еден непосреден начин во домашна атмосфера да изучувате Библијата. Затоа одеме сега со реклама, а потоа се враќаме повторно во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи. Ја следите програмата во живо на радио Глас на надежта, адвентистичко радио, кој емитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката за библиски личности. Веќе во минатите денови зборувавме за одредени личности од Библијата. Денес продолжуваме и ќе кажеме нешто за пророк Самуил. Еден од најголемите пророци во Стариот Завет, човек кој оставил голем белег на страниците на Светото писмо. Значи, пророк Самуил е еден од најеминентните старозаветни пророци, се јавува како еден од најраните пророци после Мојсеја и последен од судиите. Негови се две книги од Стариот Завет, прва и втора книга Самуилова. Пророк Самуил живел околу 1100 година пред Христос да се роди. Бил родом од местото Рамат или Ариматеја. Неговата мајка Хана долго време немала пород и зато го молела Бога да й даде бебе, а тој ја послушал низината молитва. На 3-годишна возраст мајка му го посветила Самуила на Бога, така што тој живел во Силоам, крај ковчегот на заветот, кај пророк Илија. Самуил бил последниот од редот на судиите во Израелот. Тој го помазал и првиот цар во Израел, а тоа бил Саул. Потоа го помазал и Давида. Самуило бил омилен, сакан кај евреите, така што многумина ја оплакувале неговата смрт. Самуил бил човек, почитувани гледачи, избран од Бога, од неговото чудотворно раѓање се до неговата смрт. Тој служил на неколку важни позиции во време на својот живот. Едноставно, тој бил под Божја заштита и Божјата милост го пратила во неговиот живот. Приказната за Самуил започнала, значи, како од неговото раѓање. Рековме, неговата мајка била неплодна и таа молила да има дете и Бог на чудесен начин ја благословува. Таа рекла: Господ ја помни, и таа забременила. Таа го именувала детето, како што рековме, со името Самуил, што значи Господ ме слушна. Кога момчето беше одбиено да не цица повеќе, мајка му Ана го предала на Господа и таму првосвештеникот Илија да се грижи за Самуила и да го обучава во тој библиски, да кажеме, дух. Самуил растел, вели Библијата, во мудроста и станал пророк. После големата победа на филистејците врз израелците, Самуил станал судија и го собрал народот да изврши контранапад на филистејците кај месото Миспа, и знаеме дека
ti odnele golema pobjeda pod njegovo rakovodstvo. Izraelci te odnele golema pobjeda. Za žal, Samuilo imao dobar karakter, no bil popustljiv, mek i njegoviti sinovi ne uspjel da gi nasuči celosno kon Gospoda. Sinovite Joel i Avija bile delegirani da go sledat kako sudi, bile korumpirani, pa lugi to ne gi podnesuvale. Jednostavno ne bile na celosna linija na Gospoda. Vo svoj proštolen govor postariot Samuilo gi predupredi lugeto da se otkažat od svojiti idoli i da mu služat na vistinski od Bog. To go napravil pred da počine. To im rekol da go sluša car od Saula. Međutim, znajme deka i Saul stanal korumpiran, ne gi sledel Božite upadstva i znajme deka i Samuelo, odnosno Saul, zaginal na bojno topole od meč. Toliko popušil Saul što otišao, koga umrel nele Samuilo, pred da umre, to mu bil potpora na car od Saul. Postojano Saul barel sovjeti od Samuilo, zašto bil Božji prorok, no koga se ga počinal Samuilo, jednostavno car od Saul nemal podpirač. Mu svrtil grb duri na Boga i vojna prilika otišao vojno selo, narečeno Andora, tamo ka jedna vražarka da prašova što ki bide so nego i so njegovo to carstvo. Odnosno da mu uspostavi kontakt so Samuilo, da go praša da li to ke ostani ponatamo na preslot ili ne. I navodno ta žena, vražarka, mu uspostavila kontakt so Samuilo. Iako znajme deka Samuilo bil počinat, mrtvite ne zboruvat i vopšto Samuilo ne zboroval su Saulovo toj den. Tuku sami od djavol se prepravil vo likot i vo glasot na sami od prorok Samuilo koji veke počinal. Tako da ne treba danes kad odeme kaj vražari, kaj gatari, nito da im vjeruvame, nito vopšto da odime, zašto Galot gi znaje naše slabosti i to je toliko rabotite ki gi napravi kako prirodni da može da vjeruvame vo takvite pojavi. Kako je de počtovani, gledajući Samuilo bil jedan česen, fair sudija, koji nepristrasno go branil Božji od zakon. Kako prorok to gi potiknoval Izraelcite da se vratat od idolopoklonstvo i da mu služat celosno na Boga. Znači, go sakal Boga, mu bil poslušen, imal silen integritet i jednostavno do kraja svoj život go branil Božji od zakon i bil na strana na Gospoda. Znači, bil besprekoren u svoj život, no, ke se povtorim uštednaš, to je ne uspjel njegoviti sinovi da gi jednostavno nasuči celosto kon Gospoda, tije se mu svrtile, nažalost, grb na Gospoda. Znači, Samuilo živel vo Efrem, odnosno Rama, i tamo toj počinal. Bil protiv korupcijata vo to vreme, i deneske isto ima korupcije, koliko sakati i na ove prostori Kajnaz vo Makedonija, no, eti vo vreme to na Samuilo, toj sakal vistina i česnost. I su takvi misli, su takvi namjeri, toj go završava svoj zemljen život, no, to je vjeroval vo voskresenje, jedan den se nadevame, ke go vidime i Samuilo, i site velikani, ako je ne, sekako i nije se najdeme vo ta grupa na spasenite. Evo počtovani, to beše deneska rubrikata za biblijske te ličnosti, odeme so pesna i potom povtrom se vrakeme vo emisija. Život
Evo nepovtorno vo živo, vo našta emisija, počtovani gledači, produžujeme so našta programa. Daneska ke kažeme nešto za selo to Rosoman. Poznato selo koje se nalazi na magistralni otpad Prilep Gradsko, se nalazi v oblasti na Tikvišijeta, v neposredna blizina na gradot Kavadarci, v južni del od Makedonija. Всушност Росоман е и седиште на исто имената општина. Се смета дека селото е наречено по истоветното лично име Росоман, кој како такво е посведочен уште од најраните записи на 15-тиот век. Како настанало името Росоман, постојат две легенди. Еве јас ќе ви прочитам, ќе ви соопштам како настанало селото Росоман. Според првата варијанта се вели дека за потеклото на името на Росоман постојат различни легенди. Според една, некој трговец патувал со жена му од Прилеп кон Стоби. Слушајте, многу интересна ова сторија, како настанало името на Росоман. Значи, некој брачен пар патувале од Прилеп кон Стоби, но патем застанувал во Секојан, а жена му со име Роса постојано го карала за неговата неодговорност. Во тоа време луѓето немале часовници, па затоа со себе си носеле мали петлиња, кои со своето кукурикање ги подсетувале на времето. Знаејќи за навиката на својот маж, Роса му ставила петле во торбата, но му го врзала клунот за да не може да пее. Така човекот тргнал на пат, но петлето никако не пеело, така што тој постојано одел понатаму без да направи одмор. Во мугрите тој пристигнал до Анот, кој се наоѓал на местото на денешниот Росоман и дури тогаш забележал што му направила жената. Свеќајќи дека бил насамарен од жена му, тој почнал да овка и да вика Росо, аман, Росо, 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 аман. Од тогаш сите трговци, кога се договарале каде да се почекаат, на шега велеле кај Росо, аман. И така местото го добило името Росоман. Постои и друга легенда, која вели дека си била една убава девојка Роса, која сакале да ја потурчат. Не сакајќи да го прифати тоа, таа се фрлила во Црна река и според нејзиното име, местото било наречено Росоман. Постои трета легенда, според која најголемиот недостаток или маана на Росоманското поле е росата, која често ги зафаќа ливадите. Оттука, со спојување на именките Роса и Маана, настанало името Росоман. Интересни легенди за настанокот на ова убаво село, големо село, бидејќи центар на општината Росоман и се наоѓа на тој магистрален пат помеѓу Прилеп и Градско. Местото е населено уште од римско време, зашто сведочат остатоци од населбата во наоѓалиштето Саваова чешма надалеку од селските гробишта. За време на Отоманското царство во близината на Росоман се наоѓало едно од двете речни пристаништа во Македонија. Од пристаништето во Росоман се превезувале земјоделски производи до Солун, а во Росоман имало и барутарница, производство на барут. Пристаништето било најактивно во втората половина на 19-тиот век, кога Росоман бил означуван како варошица со полуградски тип, бидејќи во него имало чаршија со дуќани. Значењето на Росоман започнало да опаѓа со изградбата на железничката пруга Солун до Скопје во 1873 година, особено по 1888 година, кога била изградена пругата кон Србија. Иако со послаба активност, пристаништето функционирало до 1912 година. Еве, не сме знаеле дека имало пристаниште близо Росоман и се превезувале стоки до Грција, односно до Солун. Овде имаме уште многу податоци, но еве уште неколку да ви пренесам. Росоман е село кој што се наоѓа во Росоманското поле по долното течение на Црна река на надморска висина од 140 метри. Низ Росоман поминува патниот правец
preko Prilep i Bitola vodi za Ohrid i do Site naselbi postojat lokalni asfaltirani patišta koji vodat za Skopje. 13 km odalečeno od Kavadarci, 22 km od Negotino i 32 km od Veles. Demografija, znači koji žitelji živjat v Rosoman. Rosoman je mešano naselenije, ima dosta Srbi, ima Makedonci, ima znači i u drugi narodnosti. Se spomenova i za vremena Bugarskata izgarhija, za vremena tursko to ropstvo, tako da Rosoman je stara naselba. Evo spored popisu, to 2002 godina, imalo 2285 Makedonci, Romi 2, Srbi 238 i ostanati, znači ovdje imam demografijata kako rastela, na vistina v Minatotu, na primjer, 1981. godine imalo najmnogo žitelji. 1991. imalo najmnogo žitelji, 2471. Potom ta brojka isto se kačuva, evo 2002. godine imalo 2554 žitelji. Ki vidimo svega od popisa od Minatota godina koliko ima žitelji v Rosoman. Rosoman proizvedova praski, vkusni praski, no i drugi gradinarski proizvodi koji često može da gi najdemo ovdje na gradski odzelen pazar v Kavadarci. Продолжуваме понатаму, почитувани гледачи, да споменеме сега за совети за здравјето. Имам овде приготвено нешто што верувам ќе го привлече вашето внимание, а потоа ќе споделам и еден рецепт. 5 совети за добро здравје и расположение во текот на постудените денови. Прво, значи, добро е да додадеме суплементи во нашата исхрана, затоа што е зимно време и ги нема тие потребни природни витамини што ги имаме преко разни работи што ги внесуваме. Суплементите се важни особено за витамините и минералите од кои имаме недостаток. Иако е тешко да се избере или точно да се знае што ни недостасува, најдобар избор е да отпочнеме со мултивитамините и омега-3 масни киселини. На тој начин ќе го подобриме имунитетот, ќе подобриме функцијата на мозокот, здравјето и на срцето. Второ, вода со лимони. Вода со лимон е одличен начин за започнување на денот. Тоа е наједноставната навика која може да ја примените, а ќе направи огромна разлика во вашиот живот. Чаша вода со половина лимон. Тоа е извор на витамин С, калциум, калиум, магнезиум и така натаму. Таа помага да се исчисти вашето тело од токсини и има антивоспалителни ефекти. Понатаму додадете куркума во исхраната. Веројатно често читате и слушате за куркумата, но постои причина зошто е тоа така. Додадете говој зачин во оброците кои ги готвите, а можне брзо ќе ја забележите разликата. Тоа е одличен начин, односно зачин, кој ќе подобри функцијата на мозокот, ги чисти токсините и ни помага да бидеме поздрави во текот на зимата. Конзумирајте јаткасти плодови. Ова е уште една навика која може да направи голема разлика во вашиот живот. Не ви е потребно големо количество, туку само една рака јаткасти плодови во текот на денот. Конзумирајте ги како ужина и возможете си повеќе енергија во деловите од денот кога ќе се почувствувате поспано. И последно, завршите го денот со чај. Знам дека некој од вас користите кафе, меѓутоа, ајде, оставите го кафето за некое време, употребувајте, еве, например, зелен чај. Значи, земете зелен чај и покрај многуте бенефити од овој чај за вашето здравје ќе ги почувствувате веднаш. Сепак, тоа што можете да го направите, значи, навечер да испиете шолја зелен чај. Тоа ќе го подобри имунитетот, ќе го заштити срцето и ќе му возможи антиоксиданти на вашето тело. Кафето не е храна, не е напиток кој ќе ве освежи. Иако знам, луѓето го користат да се освежат, да не бидат мамурливи, но подоцна, после некое време, после неколку минути, ќе има проблеми вашето срце и другите органи на вашето тело ќе претрпат, ќе имат проблеми. Затоа оставите го кафето, замените го со природни чаеви кои
ќе го нахранат вашето тело со добри витамини. Ајде сега може да земете пенкало или лист хартија, почитувани гледачи, и да го запишете денешниот рецепт. Наш предлог денеска е гибаница со прас и сирење. Има, значи, денеска прас на пазарите или сте купиле, го имате дома во вашите бавчи. Значи, денеска имаме предлог, рецепт гибаница со прас и сирење. Како да ја подготвиме? Јајцата ги матиме со миксер да добиеме на густина и во нив ги додаваме јогуртот, кисела вода, зејтин, пченкарно брашно и прашак за пecivo. На крајот го додаваме дробеното сирење и празот. Смесата ја мешаме и во неја ги додаваме дробените кори, помешуваме и сипуваме во добро подмачкан ростер мала тава. Гибаницата ја посолуваме со лен и сусам. Печеме на 200 степени 15 на минути, потоа намалуваме на 180 степени половина час, додека не добие златна боја. Откако ќе ја извадиме од рерна, тавчето го вртиме наопаку на 2 подметнати чаши и ја оставаме добро да се излади. Што ни се потребни за ова гибаница? 500 грама кори за пита, 4 јајца, 200 мл кисела вода, 200 мл јогурт, 2 лажици пченкарно брашно, 1 прашак за пecivo и 1 поголем страк прас, 300 грама сирење. Направете ова гибаница и верувам ќе ви биде укусна. Одиме, почитувани гледачи, со песна и потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата програма. Sjajno i ovde životo, no danas moram da odlučam to koji pak Jesu odam vodom moj dom kaj tatko moj. Koga da me mači o životom tvoj i koga se debno ovde na plato tvoj odam vodom moj dom kaj tatko moj. Srce to odam vodom po moj dom kaj tatko moj. Doneka su molne Tjego sedam Gospod moj da znam me vodi to. Ako zaspijam o Gospod i smrt me znao ja, bo mirna nadeške go čekam ja s Isusa odam vodom o moj dom kaj tatko moj dom kaj tatko moj.
до последната рубрика за денеска, почитувани гледачи, а тоа е рубриката дека археологијата ја потврдува Библијата. Денеска ќе ви прочитам за најстариот евриски надпис. Во текот на втората сезона од искупувањето во 2008 година, во месото Кирбет, во порано спомнатата Теревинска долина, е најден текст напишан на мал дел скршена гранчарија. Скршеницата се состои од 5 одвоени црти и почнува со забрана не прави. Ова фраза наоѓаме само во еврејскиот јазик и тоа го навело епиграфот Хаги на заклучок дека надписот е на еврејски јазик. Ако е тоа точно, тогаш исто тоа би било најстар еврејски текст пронајден кога било 800 години постар од ракописите пронајдени крај Мртвото море. За жал, поголем дел од остатокот на текстот е нецелосен, зашто не достигаат букви. Според едно мислење, иако многу спорно, текстот бил пишуван како закон за заштита на вдовиците и сирачињата. Постоењето на писмо во таа толку рана фаза од железниот период е значајно зашто подразбира дека историските податоци може да бидат документирани и пренесувани и во 10 век пред Христа, додека не е конечно обликуван библискиот текст. Ова исто така покажува дека несигурноста поради мал број докази за писмото е многу помалечка отколку што се мислело порано. Археологијата е една од најзначајните дисциплини кој дава нови информации за библискиот свет. При тоа мораме да имаме на ум дека археологијата во текот на минатите 10 години само ја гребнала површината на стариот Блиски Исток. Од библиските места е познат само еден незначителен дел. Од тоа е ископан само мал дел. Повеќето искупувања открили само 5 на 100 од самиот локалитет. Уште помалку се објавени. Од они што се објавени, повеќето немаат директна врска со Библијата. Поради тоа треба да бидеме внимателни кога негативно ги оценуваме настаните во историјата. Едно е сигурно, со постојна подршка на археолошките истражувања во тој дел од светот, во следните 5 до 10 години ќе се откријат низа други податоци кои ќе осветлат, илустрират и во некои драматични случаи директно ќе действуваат врз нашето разбирање на Библијата. Еве, почитувани гледачи, уште еднаш археологијата ни потврди дека Библијата, дека Светото писмо е веродостојна книга. И сите вие кои сакате да имате оваа книга, Светото писмо во ваша собственост, ние ви нудиме како редакција на Радио Глас на надежта бесплатно. Пишете ни, јавете се, а ние ќе ве испратиме по пошта или ќе ви ја донесат нашите соработници во вашиот дом, на вашата домашна адреса. Библијата треба да биде достапна денеска до секого. Иако може да снимете апликација на вашите мобилни телефони и да ја читате, меѓутоа друго која ќе имате во рака. Ке може да си подвлечете, ке може да си подцртите, ке може да ја читате и да ја држите во вашите раце, зашто Библијата вели: речта Господова е светилка која треба да свети на нашиот духовен пат. Затоа од срце ви ја препорачуваме Библијата на македонски јазик, Свето писмо, бидејќи таа книга е веродостојна на оригиналот. Пред да се одјавиме од нашата утринска програма, почитувани гледачи, еве сакам да завршиме и ово утро и ова емисија со еден краток пример. Примерот се вика: а каде ви е мебелот? Забележена една случка за неколку христијани кои патувале на исток. Патем слушнале дека во едно село живе некој мудар и побожен човек, па решиле да го посетат. Кога го нашле, виделе дека стариот мудрец живел во една сиромашна колиба, а во неа имало само маса, едно мало столче, стар шпорет и неколку ситници. Посетителите биле малку изненадени но еден од нив го запрашал старецот: Господине, а каде ви е мебелот? А каде е вашиот? Тој возвратил со прашање. Одговорил стариот мудрец: Како каде? Па се разбира, дома е, рекле странците, односно гостите. Секако, нема да го влечкаме со себе, продолжили тие. Јас сум само на пропатување. И јас сум само на пропатување, им објаснил стариот Божи човек. Овој мудар човек
го применувал основниот библиски принцип. Христијаните мора да се стремат кон вечното, а не кон краткотрајните земни работи. Овој старец, одговорил дека и тој е тука гостин и затоа има само основни работи за да преживее. Како што рекле и овие туристите, па нашите мебели, нашиот мебел е домат, ние сме само овде на пропатување, а и стариот рекол, па јас сум овде гостин и јас сум само на пропатување. Споредени со богатствата кои верните ги чека на небото, материјалните нешта стануваат на оваа земја безвредни. За да се зачуваме од привлечноста на световните богатства што може да ни попречат во нашата послушност кон Господа Исус Христос, секој од нас го прашува и не прашува тебе мене, каде е твојот мебел? Како христијанин на овој грешен свет, сите ние сме, почитувани гледачи, само патници на минување. Не сме постојани жители на оваа земја, туку чекаме да си заминеме кон нашето небесно живеалиште. Затоа, нашето патување преку овој свет треба да биде лесно, да не се преоптеретуваме со непотребни материјални работи. Колку повеќе собираме скапи и луксузни работи, нашиот пат кон небото станува се потежок. Само ќе ве потсетам, почитувани гледачи. Кога Лот со семејството требало да излезат од Содом и Гомор, тешко тоа го направиле. Морале ангелите да употребат сила, да ги фатат за раце и да ги извлечкат од градот. Посебно жената на Лот толку била приврзана, дали имала скап мебел, дали имала друштво некој од кој не можел да се одвои. Не знаеме точно, Библијата не ни го тоа опишува, но сепак во еден миг таа се свртила назад. А Бог им рекол изричито да не се свртуваат назад. Тие требало да покажат послушност кон Бога. И тамо горе од ридот кој ќе се качат, тек тамо може да се свртат назад. Но уште додека биле во полето, додека бегале кон тој рид на заштита, жената на Лот, чие име не го знаеме, вели во еден миг се сврти назад и стана солен камен. Затоа, да не се врзуваме на оваа земја за материјалните богатства. Убаво да ги имаме, не е тоа грев. Меѓутоа, да не ни биде толку силна преокупација што едноставно ќе добиме инфаркт еден ден ако се случи нешто, земјотрес, не дај Боже, или пожар, или поплава и може би имот не е уништен. Тоа е добро да го имаме, додека сме живи на оваа земја, но да не биде преокупација. Зашто, како што вели Библијата, нашето живеалиште горе на небото. Овде сме сите ние гости. Тоа го знаем и човек кој ќе почине, ништо со себе не може да понесе. Возлюбени, ве молам, како придојдени и гости, да се пазите од телесните врзувања или желби. 1 Петрова, 2 глава, 11 стих. Еве, почитувани гледачи, со ова кратка приказна ја завршуваме ова петочна емисија. Пред нас е 2 дена пауза, викенд, ви посакувам убаво да ги поминете, ви закажувам нова средба во понеделник, ако Бог даде живот и здравје, во 8 часот и 30 минути. А до тогаш бидете одговорни, чувајте се и Господ со вас, нека биде. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.